Во старите Тетовски мала, Певчина и Два Бреста синоќа пред жителите говореа кандидатите за советници и кандидатот за градоначалник од коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ. Се заложија за подобар живот, ослободен од комуналните и социјални проблеми. Кандидатите за советници на ВМРО ДПМНЕ не ја заборавија ниту социјалната, ниту здравствената заштита на сограѓаните, бидејќи знаат дека главен носител на оставање на јавни установи за социјална заштита и реализација на социјални проблеми е токму локалната самоуправа. Затоа, ние, како советници од ВМРО ДПМНЕ, ќе се залагаме за мобилизирање на сите актери на локално ниво со цел да се обезбеди социјална превенција, зголемување на социјална заштита и социјално вклучување на ранливите категории. ВМРО ДПМНЕ има поинаква визија. Таа им нуди поинаква перспектива на младите, докажувајќи дека се грижи за образованието и спортот на младите. Се залага за образование кое е достапно за сите, вложувајќи средства во реконструкција и изградба на нови училишта, спортски сали, игралишта, бидејќи знае дека вложувањето во образованието и спортот се вложување во иднината на младите за нивен психофизички развој и да бидат подготвени за современи предизвици. Жителите на град Тетово многу знаат и веруваат дека ние сме вистински и победници. Затоа ќе не подржат како ние што ги поддржуваме нив. Затоа не се секирајте и Господ е со нас. Кандидатот за градоначалник Горан Мануиловски рече дека детството го поминал токму во овој дел од Тетово. Највамаровскиот дел од Тетово е токму тука на Два Бреста. Браво, Два Бреста! Ова е ВМРО. Тоа што ве гледам во толкав голем број, ми дава уште поголема сигурност и сила дека сите ние уште поубедливо ќе победиме на 24 март. Откако сум назначен, има многу средби со тие граѓани и со сите вас и многу добро ги знам проблемите. А верувам дека тој уште подобро ги знаел затоа што бил татко на градов и се надевам дека му дојде времето да се замине затоа што очигледно немал слух за вашите проблеми. Исто така не треба и да ве подсетувам за џубрето. Ќе поминат во центар, ќе го соберат, ќе остане тука стариот дел полн со џубриште, па не можеме ни нашите деца да ги пуштиме да си поиграат на нашите улици, на нашите сокаци, на ова историско место за кое што се снимале филмови, за кое што се пишувани песни. ВМРО ДПМНЕ денеска продолжува со средбите со граѓаните во населбите Ченто и Колтук.